Писмото до собрание стигнало, ама пратениците не побарале да се случи презентацијата на договорот со Бехтел и ЕНКА и затоа не го виделе. Владата повторно го кажа истот. Била подготвена во моментот кога ќе побараат пратениците да им ја одржи презентацијата на документот, иако тие инсистираат да го имаат на рака и самите да направат увид што точно тој содржи. И покрај тоа што не знаат за што ќе гласаат, Ковачевски очекува поддршка од народните избраници за законите за коридорите, кои се под параванот Европско знаменце во собранието. Премиерот потврди дека договорот покрива антикорупцијска бил доставен и до обвинителството. Спратено е писмо до собранието на соодветна комисија која што ќе избере собранието, а на барање на опозицијата да биде доставен и презентиран од страна на представници на владата договорот. Тоа собранието се уште го нема побарано. Во момент кога ќе го побараат, тогаш тоа ќе биде направено. И нормално до оние кои што работат на реализација на договорот, да тоа се вработени во јавното предпријатие за државни патишта. Ковачевски, Рустеми и Бочварски денеска пак се собраа во Војник за да се пофалат со реконструираниот магистрален пат Куманово-Страцин. Делницата во должина 31,2 километри, според најавите, требаше да биде готова уште лани. Но една година подоцна, владата се пофали дека делницата која чинеше вкупно 32 милиони евра, од кои повеќе од половина беше рехабилитација, е чекор за завршување на источниот крак на коридорот 8, иако се уште траат градежните работи кон граничниот премин Деве Баир. Ова делница е дел од коридорот 8, со што слободно можам да констатирам дека успешно модернизираме патна делница која што е дел од Европска коридорска патна мрежа. Сите тука заедно денеска се уверивме во квалитетно изведените работи на магистралниот пат, од што граѓаните веќе ги уживаат придобивките од завршените активности. И додека се подготвуваат спектакли за пуштање во употреба на делница и уште попомпензни организации за промовирање на табли, јавноста нема информација кога ќе го видиме и вистинскиот старт на изградба на коридорите, кои веќе не чинеа 117 милиони евра од државната каса. Премиерот и денеска не кажа ништо поконкретно, туку зборуваше за планови како ќе се одвива работата.